До крај на неделава треба да добијам предлог за министер за здравство, а ако од коалицијата вреди номинираат човек со кој не може да се соработува, имам право да кажам не, вели премиерот Христијан Мицкоски која посети клиниката за гинекологија и акушерство, каде што започна реконструкција на некои оддели. Доколку со некој личност не можеме да соработуваме, логично е да кажеме не, бидејќи принципот во владата како до сега помина пред една година. Сега работиме на поинаков начин. Односно работиме за граѓаните. Без разлика на политичка припадност или неприпадност, етничка припадност или разлики така натаму. Останува тоа портфолио во рамките на вреди коалицијата. Како крајен рок, крајот на оваа недела го дадовме за да ги дефинираме кадровските решенија и веќе да може понеделник, вторник истите јас да ги доставам до пратениците во собранието. Во однос на неконзистентноста во здравствениот систем поради честата промена на министри и натрупаните проблеми, признавајќи дека е свесен за нив, премиерот уверува дека лично ќе се фокусира за подобрување на состојбите. Знам со какви проблеми се соочуваме, така што, бидејќи го има мојот личен фокус, чувствувам дека ќе направиме многу работи за јавното здравство. Но исто така треба да сме свесни дека проблемите се огромни, напластени, долговите, многу работи треба да се коригираат. Свесен сум дека луѓето се нестрпливи, но ние треба да сме трпеливи и да продолжиме да работиме. Освен на клиниката за гинекологија, каде со околу 470.000 евра ќе се реконструираат амбулантите, чекалните, лабораториите и специјалистичките кабинети, премиерот очекува инвестициите во здравството да кулминираат со изградба на долго посакуваниот голем клинички центар во Скопје, како проект од стратешкото партнерство на Македонија со Велика Британија.